За оние кои што веќе забележавте пред некои 10 на 15 минути, имаме една прекрасна убавица во студио и ги изложуваме неговите експонати, барем од Падел клуб и Дамјан Петрески, кој што не само што е ентузијаст, кој пионерот дефинитивно со својот Падел клуб и со тимот за популаризација на стоечкото веслање. И сега би дал само неколку убави податоци, додека вие уживате во овие гледки, нели, во самото видео, за еден од можеби најдинамичните и инклузивни водени спортови кои што ги комбинира елементите на сурфање, кајак, па и пешачење. Сега она што можам да го кажам со оглед на таа техничка изгледба што ни ја објасни некако Дамјан, овозможувајќи на сите практиканти да стојат на широка даска и да се движат по водата со помош на весло. Инаку овој спорт има длабоки корени во историјата. Дамјан, нешто најдов како траги кои што датираат уште пред 3000 години пред нашата ера, или во Перу, каде што рибарите користеле слични техники за да се движат по водата. Современата форма на суп или стоечкото веслање започна да се развива некаде во 40-тите години од минатиот век на плажата Вајкики во Хавај, кога локални инструктори, познати како Beach Boys, започнуваат да стојат на своите даски додека ги учеле туристите како да сурфаат. Инаку се очекува и откако последниве децени има експоненцијален раст, всушност самиот спорт, некаде и следнава година плюс 1% годишно да има, нели, раст и во глобалниот пазар, бидејќи за 2023 вредност стабилно 2,6 милиарди долари. Инаку достапен за сите возрасти, па дури за оние кои што можеби физички не се најподготвени да се научат, нели, техниките, велат дека сепак за сите препорачани, за сите почетници препорачани се тие мирни води, меѓутоа полека, спокојно, ако сакате некоја новина во вашиот живот, тогаш дефинитивно треба да го вклучите стоечкото веслање на даска. Дефинитивно, со сето тоа се фрапираме некој пат колку убава земја имаме, а толку малку ентузијасти можеби. Ама дај Боже, ова да се мултиплицира и тој раст да се и мајсторството твое да се гледа наоколу, затоа што вистина мислам дека вреди да се популаризира и Македонија. Тоа како што го правиш со Лејко Охрид годинава, пета јубилејна година, вистина би посакале следното можеби гледање да речеш дека веќе има луѓе кои што вистински сакаат и се интересираат, можеби за надпреварите како Дамјан Петрески. Добро јутро. Фала ви на поканата и на убавата најава. Мислам дека веќе 10 години работиме, дека секоја година гледаме пораз во спортов. Воопшто не само кај нас и во регионов, пошто малце сме заостанати успоредба со спортов што е стигнат на светски рамки. Да, иако има и појаки земји од Европа што не се на нивото барем ние што сме, иако пак сме еден клуб во држава, за жал се уште, али работиме максимално да го промовираме спортот, иако па нашава дисциплина е само базирана на мирна вода и тоа практикуваме често. Почнато од моја повреда, така и се префрлив на овој спорт, да почнеме од мирна вода, ама еве толку патувања, толку различни надпревари да практикуваме и на отворено, на океан, на море, меѓу острови да се такмичиме, да весламе, така да пополека ќе почнеш вака од мирна вода, ама идеме нагоре. Друг ни е кадрот, не знам дали забележаш. Да, со болицава така. Инаку ова е, велиш ти, познат бренд Мистрал, кој што е, нели кажавме дека е позната метеоролошка состојба, односно ветер. Да. И така интересно е таму ќе започнеме дека освен тоа што си можеби меѓу ретките во Македонија кои што го популаризираат спортот, секако со твојата сопруга и со тимот, јас откако знам за суп, знам благодарение на тебе и на никој друг. Тоа е, нели, вистина за да те честитаме. Да започнеме from scratch, од почеток. Станува збор за уште еден експонат убав кој што ги имаш, како велиш, во Охрид и Скопје околу 40 на број сигурно. И поиш. Да, меѓутоа не е дека само твоја инвестиција која што ја правиш, туку веќе од долгорочните искуства и пријатели, соработници кои што ги имаш секоја година, овие, како велиш ти, 5 производители во Кина, практично кои се дисперзирани во светот, да, ти пристигнуваат и во твоето... Конкретно Мистрал ни е спонзор веќе 6 години. Секоја година иницијално новите модели што им скачаат, пошто на април стигаат најнови модели на светско ниво. Сада збор за холандски бренд. Холандски бренд. Секоја година има нови модели? Секоја година има нови модели. И што е поразлично од минатата година? Можеби бојата... Пионири што се во брендовите тие висока класа и средна класа не емитираат, туку иновации секоја година измислуваат од материјали, од работи што можеш да ги ставиш, не знам, bits and pieces се различни, не знам, мене најконкретно на овие од прошлата година ни се перките и стреповите што ги имаат, што држат многу повеќе товар. Ако се одредени даски за до 70 кг, што најчесто во Македонија може да најдете, се за оптимално да си 70 кг човек и да може да се качи на даските, се ако си над таа тежина, се превиткуваат даските, стануваат у таа банана форма или како да се водат. Така тие технолошки
разлики меѓу брендови го прават да биде поскап или поевтин и конкретно дали имало ваква перка, таква перка, не знам, мојата перка конкретно од даската кошта колку у Lidl што се купуваат или Decathlon даски. Самата перка кошта колку целата даска што се купува, чисто нека паралела да направам вака. Чинам дека можеме да кажеме не е најскапиот спорт, така или? Се денешни рамки е стигнато да супермаркети го даваат со купони више. Така да такви брендови што се прават на брод и лепат стикери, верувам дека може секој да се најде такви имитации. За рекреативно и она што се вели почетно и да, уживање. со тоа што најбитно од се е сигурноста на ваква даска. Овие што се надување имаат многу проблеми пошто се надување. Спојката откажува. Да, инаку да споменеме дека ова е на надување. Да, сите се на надување што ги имаме, у клубот имаме неколку само што се тврди даски, од кои една е тркачка и јас ја користам на различни такмичења, али сите се надување и у принцип се пакуваат у едно мало ранче, веслата се склопуваат исто големината колку што е висок, тоа е широко ситуацијава самата даска или супот, толку е и самиот ранец висок. Од прилика некако планинарски ранец и така и патуваме низ различни земји. Не одиме со тврди даски, идеме со овие што се пакуваат у ранец за може да преносливи. Не се плаќа се тоа, чисто ги кршат. Овие што не се замараат толку компании на светско ниво, ги фрлаат многу, а карман кога не е баш така некоја 5000 евра опрема да ти фрла, не е. Да споменеме дека ова е точно 4 метри, колку килограми тежи? 7 килограми. Многу лесно. Додека тврдата даска беше половина метар поголема и тоа е единствена која што може би ја имаш во своите експонати, единствено во Македонија која што имаш бидејќи си ти дел од преварувањето всушност на субото да го. Така и го популаризираме спортов на светски рамки. Буквално нема кај не сме отишле со Иринче на патување и сегде одиме со тоа да бидеме со истомисленици, привлечи што појаки луѓе да може да дојдат кај нас, за да на некој начин да покажеме на македонска публика дека може како спорт да се бавиш, дека не е само рекреативно. Иако тој рекреативен дел пополека ќе си дојде да почне да се префрлаш на такмичења, ама ете и кај нас пријатели што имаат здружение за супови исто организираат трка, така да пополека се популаризира. Да, веќе може да кажеме и Охрид годинава, зборам како дел од Македонија, е преполн со субдаски. Настанот кој што вие го организирате веќе 5 години поред, исто така придонесува за таа популаризација. Каде и да појдеме на било која елитна дестинација, барем ова лето, можеме да потврдиме дека се се поприсутни даските и тоа само говори за популаризацијата на овој спорт. Како беше летово во Охрид и дали си ти задоволен од начинот на кој што или третманот на кој што нели субдаските веќе го имаат кај нас, односно интересот и од помлади и од повозрастни, затоа што велиш голем број се аматерите, но оние кои што рекреативно се занимаваат полека можеби ќе се префрлат и на професионален. Верувате на тоа дека годинава рече дека имаше европски и светски имиња. Светски и европски шампиони на нашиот начин, да, не само познати имиња, со тоа што тие многу помагаат за популаризација на спортот, ама верувајте, се смени бројот. Ако почнеме со рекреативци да бидат повеќе, сега повеќе тркачи не доаѓаат, да искусат, веќе имаме рута направено, како изгледа целиот формат може да го. Веројатно за тие што се професионалци надвор интересен им е Охрид како многу интересен, Охрид е не е дека треба да го промовираш, они се само со причина плюс да дојдат да го искусат тоа, со тоа што оваа година најбараниот формат го смисливме да го вклучиме на некој начин, пошто малце тешко да се изведе. Техничка трка внесоме, што најнаш ни носи многу повеќе веслачи, многу поголем интерес него ли ова на светски рамки long distance, посебно нашиот формат е нестандарден формат, е 23 километри, е многу долго и на светски рамки се отприлика 300 луѓе што го прават тоа. Ова во Охрид е Ова во Охрид баш таа долгата 23 километри. Во принцип треба да е од 10 до 15 километри, нашиот пошто е 23, влага ултра дистанција, тоа е мислам многу ретко. И практично благодарение на ти Падел клуб и Охрид, всушност сме помеѓу тие 300 во светот. На некој начин да, али верувајте, влезе во топ 5 настани на светско ниво. Тоа беше најбавата работа што ја дознав. Утринава дека Охрид и вие влегуват, ние влегуваме како дестинација. Со додавање на оваа трка веќе влегува самиот настан на некој начин на фестивал во светот, да. Тоа значи до година ќе биде гужва. Има поголем интерес. Многу е тешко да се стигне во Македонија и плюс ние заради временските услови што се главен диктатор дали уопште ќе се одржи настанот, го организираме во high season или во пик на сезоната, која буквално нашите соработници од сите клубови што ги знаеме и тој период од годината најмногу пари прават од други работи, како со членови со такви работи, можеш чисто нешто стабилно да го одржиш клубот. Све остана е од тимбилдинзи и од тури што продаваш за да можеш да екзистираш на некој начин. Така да тие работи се случуваат најчесто во high season, кога имаш и најмногу туристи или било што. Така да сите соработници многу тешко да ги привлечеме заради таа причина, многу порано би сакал да го направам, на пример мај или негде на крај на сезона да го направиш, ама
23 км да веслаш на бранови или на ветар е многу тешко. Така да иницијално ни беше идејата да можат рекреативци да го завршат со тие 8 точки на застанување, али пополека Од каде до каде се веслаше? од Свети Наум до Охрид. Веслањето многу слично со пливачкиот Со маратонот? маратон. Да. Со тоа што рекреативците заради сигурnosни причини се цело време покрај крайбрежјето, а тркачите на пример љубани што ја кратат најголемата дупка, има 3 км пократка рута ради тоа, пошто кај нив само каква даска. Секој пат кога ќе се слушнеме со дечкиве каква даска ја земам, дали за бранови или дали за мирна вода, за дали побрзо да веслам. Именно одлуката е индивидуална каква даска или си има критериуми, да речеме сега во Охрид на кој настанот кој што го имавте нели петото јубилејно издание, ги носат тврдите даски. Тврдите даски оваа година не знам, многу имавме, ама во принцип многу е тешко со така се патиш. Освен ако не е со кола да можеш да стигнеш до Да тамо. го транспортираш, да го можеби транспортираш, самиот. избегнуваат луѓе, ама за наша среќа имаме компанија, светска компанија што покрива 10 настани во година. Тоа се светски, европски првенства и такви работи, меѓу кои нашиот настан. Секоја чест. По некоја случајност. И газдата на таа фирма е светски шампион конкретно у спринт. Во стоечкото веслање. Во стоечкото веслање, во спринт дистанцата од 100 метри. И не поддржи пред 2 години и секоја година се враќа кај нас да можат луѓе што се од ваков калибар да не може да се ја донесе даската, да се изнеме кај него 600 евра на ден да се изнеме даска, за да можеш, мислам конкретно, кој многу се скапи тие. Од 10.000 евра опрема не е проблем да фрлиш 500 евра за тоа, а од друга страна е хасал ако ти уништа таква опрема при транспорт. Така да боле би платил 600 евра за да Извини, спомена на 100 метри спринт. Спринт. Колку го бидејќи светски шампион? 40 секунди. За 40 секунди му е рекордот. Тоа ме А, интересираше. Ти со рекордот свој личен? Не, ја не сум, Не се јас сум натпреварува на long спринт. distance, спринт Long не distance. ми е дистанца. Има разлика, претпоставам дека луѓе кои што Има го практикуваат. конкретно кога сватија на некој начин кану и кајак светот дека може да го прават исто, да го практикуваат исто, пошто реално само треба да се овладат балансот. Техниката, стамината, се имаат они од кануто, така да многу е слично од една страна со едно весло се не е како на кајак со две весла да веслаш, така да многу е слично кај нив и на овие спринтови, не на техничка трка толку, ама на спринтови веќе доминираат на некој начин, пошто овие пољаци, словаци многу често се префрлаат на нашиот спорт и ако си бил вице шампион таму, тука ќе бидеш шампион, пошто најчесто, како што кажа ти на почетокот, најчесто е тргнат од Хаваи и Австралија светот, таму се сурфери и најчесто е на брано, ама која е инувен, која е вака на мирна вода како нашиот настан, више можеш да покажеш А техниката. сакам да прашам, дали можеби ми го потикна сега и прашањето, дали во стоечкото весање шампионите на таа ранкинг листа се луѓе кои што се вклучени во сурфањето и така натаму, или се сосема Да, или луѓе кои сурф што или кану ќе биде претходната позадина, пошто реално е релативно нов спортов, така да се префрлиле од таму. Ако Хаваи, Австралија биле кои ќе имаат мирна вода за да стигнат до некој друг спот, па веслаат до таму или ете, така за почетници е многу убаво кој имаш помагало као трета нога да го користиш вода за сурф зборам, пошто се различни дисциплини. Конкретно моја ради повредата е на мирна вода, ама се практикува у река, се практикува на бранови, има многу различни дисциплини кои што може да се изведуваат овие, со тоа што зависи од кој дел од светот си што можеш да правиш. Јасно. Ние практикуваме само на мирни води да идеме и баш тоа, on the safe side да бидеме. Така, именно најбавата работа што ја дознавме дека Охрид, благодарение на тебе и оваа платформа добива неверојатна промоција да биде во топ 5 бројни најбави можеби нели дестинации. И друга работа тоа што е Охрид е едно од ретките велишти технички изведби на ако не се лажам стоечкото весање. Тоа да го објасниме дека постои технички изведба и тоа би било предизвик за многумина од овие европски и светски имиња да се вклучат годинава токму на годинешното пето јубилејно издание. Најчесто каде да одиме по светов се некои плажи отворени, дува од секаде, ја немаш таа обавено што имаме ние во Охрид. За долгата трка веслаат со галичица во позадина и цело време кристално чиста вода, тоа ги вади од памет странците, пошто они буквално укаллива вода. Кај да одиш по рекиве низ Европа се за нив е рај буквално. И кога ќе видат, мислам, така сме ние популарни со Ирина заради таа причина. 20 езера ти толку мало држави че водиве се ненормални кај нас, се бистри, чисти, планински езера се низ канјони се, значи буквално се водоширени. Така да кога решиме техничката да правиме, да направиш пред хотел Бисер, буквално сега течат снимките од тоа, у позадина да го имаш манастирот од 14 век и дел од хотелот што беше од самиот манастир. Видите калишта буквално прекрасно. на странциве им е не знам, причина плюс за да дојат, ако ништо друго, да не биде на пустелија негде фрлено со знаменца колку да биде дека е настан и да пливаме. Ова е со некој идеален бектроп по позадина
им продава цела приказна, не само тоа. Мислам, кога го одлучуваме за да правиме техничката трка на кое место да биде, а паралелно ја правиме долгата трка да почнува во Свети Наум и да заврши во Охрид, сакавме да правиме некоја слична паралела и тој спокој што го доживуваме кога одиме са бајли у 4 сат на Свети Наум за почеток од 7 со камбаните од манастирот. Истото го доживеавме и пред хотел Бисер, тоест калишта. Неспоредливо спокојство. Значи некоја паралелна приказна каква им е реакцијата? На странците. Оваа година имавме 19 земји учесници, значи не можам да ви објаснам како го доживува тоа од со главата цело време само нагоре, само да се воодушевуваш од работи, а треба се фокусираш на трката и да да веслаш. Така да мислам дека само како вирус им се шири на некој начин. Отиди си, помини си добро кај нас, врати се у клубот, расшири го, следната година плюс дупло луѓе и така не се дуплираат бројките секоја година. Интересно дека велиш не е long distance или долгата, да речам, патека, туку техничката изведба која што е, да речам, многу различна од се она што различна, да. И тоа ги предизвикува годинава да се дојдат вклучат плюс и да луѓе, дојдат. што верувам дека исто како на почетокот кога решивме да направиме трка, беше на третото издание од нашиот кросинг. На третиот кросинг јас викам познати веслачи, што ги познаваме, што сме биле сегде, им приложим ова е езерото, дојдете на трка, но дечко ти немаш трка, баш ви се рекреативци. Се разбирам, ама идејата ми е тоа да го направим. Многу тешко да го промовираш нешто кога немаш материјали за тоа. Исто и за техничка. Техничката никогаш не било се изведена. Да, сте ја виделе негде вамо таму, ама сакаш да видиш каде ќе изведеш и јас не можам да го промовирам тоа. Оваа година правихме трката, не знам колку луѓе ни го чекаат новиот момент за 2026 да се приближат само заради таа. Има огромен интерес. Трка. Долгата секако многу е популарна, мислам, како и место сте весла. Погледнете го Охрид, сериозно не. Верувате, значи они се само да бидат први што еве, и можат и странците, ова е дефинитивно убав момент за промоција на нашата земја од секој можен аспект, а најмногу од природната убавина. Да, никој не поминува само за викендот да дојде, иако е 3 дена ни е. Прво е коктел партито во петок, па сабота техничката трка и во неделата е long distance и авантурата што правиме за рекреативци, ама најчесто стануваат од недела до месец дена. Лани беа цела Полска федерација на буквално као тренинг си прават за други дена можат користат и нашиот надпревар за да се адаптираат прво на водата за да видат што ги очекува. Зборуваме цело време за Охрид, но имаме убави работи да најавиме и што ќе се случуваат во иднина. Споменавме ние зад камерите, ама сега ќе споделиме со гледачите и Србија и Турција. Тоа е нешто што ве очекува наредниот период. Зашто станува збор, Дамјан? Да, сега во сабота, петок односно работа, одиме многу рано во сабота почнуваат трките и конкретно па нашата трка е прва во денот, така почнува за да ги мотивираме ако ништо друго. Сепак у регионов ни е не толку популарен спортов и ете ги подржуваме. Они доаѓаат кај нас за Србија сега зборуваме. Србија, Фрушка гора е трката Нови Сад у близина и е идеално место, исто со прекрасна вода. На почетокот на сезоната одиме кај истиве луѓе што го организираат. Они прават 100 километарска трка низ Дунав. Од Нови Сад до Белград 101 километара. Колку часа се тоа? Во 2 дена. Во 2 дена. Имаат и тркачки формати рекреативен и у принцип одиме за поддршка на тој рекреативен дел каде што се кампува и буквално направено за рекреативци. Така да повеќе за мотивација. Кај нив е многу ретко да луѓе се бават со овој спорт, така да повеќе свеста да дигнеме дека можат повеќе работи ја прават, иако активностите на река се многу поразлични од тоа што го имаме ние и ето, ние си го расшируваме спектрот на места каде што одиме, така да они се организатори на ова што е во езеро, а на крај на месецот истиот овој месец и почеток на ноември одиме во Кемер во Анталија, каде што на некој начин се завршува сезоната, пошто во истиот датум кога е Кемер се одржува и у Абу Даби светското првенство, што за жал многу е скапо оваа година се оди. Мислам дури и котизација, а финансиска поддршка ние не. А недостижно ни е, Дамјан, тоа или не е недостижно, финансиски е недостижно. Од финанси зависи се? Од финанси зависи се. Мислам, многу добри припреми, јас веслам на 20 за Македонија, имам вода каде сакам да отидам, така да имаш добри припреми, имам многу добри пријатели каде што можеш да се спремиш за такво нешто, чисто финансиите конкретно за Абу Даби се ненормални. Ланската година бе у Саракоса, исто Флорида Перес, каде што зборувавме, и во Америка беше нешто слично, а претходната па беше во Тајланд, па можеш некако да направиш паралела. И колку чини котизацијата и да учествуваш? Котизацијата е 150 по трка. 150 евра по трка, ама до Абу Даби да стигнеш малце... Има уште дополнителни трошоци? Не, конкретно е од 5 до 10.000 евра
ефтината верзија за да стигнеш таму, ние не може бидеш толку дел. да најдеме за самиот настан да покриеме, а не па да одам јас да срамам на некој начин Македонија, пошто јас сепак не сум некој веслач за да се стаиш на ранглиста со тие елитни имења таму. Но во секој случај го правиме за промоција на спортов, викаме луѓе и така, соистомисленици да бидеме, не е толку тој тркачки аспект колку што е повеќе Го промотивен. спомена Абу Даби, тоа е светско рече таму? Светското Абу Даби таму, да. Да, ние исто пред малку споменавме и за најголемиот ќе ми дојде или завршниот настан во Америка кој се Америка, случува 4 некаде декември, 4 чинам дека. декември. Да, тој е лимитиран на 50 луѓе, не е толку фамозен као да има Не е страшна најголем, но бројка. е веројатно најпознат, најпопуларен. Најгледан на светско Најгледан, ниво, да. најгледан е пошто па трае колку што ќе трае. Да, тоа ќе ни го обясниш И да, сега. тоа е доброто. Сакав само да го потенцирам оној момент кој што и премалку со Ирена го кажав, таа нели ви некако асоциацијата е дека ова е летен спорт и дека треба во лето да се практикува, но моментот е дека е нешто што може да се практикува буквално во било кој период Последниве од 2 сезони годината. имаме многу сончеви денови и у принцип ние практикуваме да биде барам сонце, да, ако ништо друго. Грмотевици избегнуваме, пошто тоа тандерсторм се многу опасни, пошто држиме карбонски се веслата и прво нешто, рибари што најчесто умират пошто се со трските во раце и тоа е нешто што го избегнуваме. На дошто многу интересно, али би го споменал пошто зборевме за снег во четврток. Најидеално е веслање Кога има на снег. снег? Значи толку убаво искуство како некоја бајка. Буквално ги снемува снегулките во вода, а останува сегде на страна. Да. Треба да документирате некој. Имаме Имате? многу убави снимки, со тоа што е многу тешко кога врне да сликаш и да Да, го фатиш да, да. моментот. Да го фатиш, Така да, тоа да. цела екипа треба да отиде за тоа, ама буквално е посебна приказна. Целиот снег го снимува на вода, а наједнаш се задржува на страните и е Да, баш бајка. некако баш бајка. Да. Посебно за таква рекреативна Затоа што веслање. си постојат костими конкретно и Да, некако се со заштитни wetsuits опреми, е така е. Обавезно. Тоа не го препорачувам на никој. Хипотермија настапува за 15 минути срце удар, со тоа што јас сум имал напад на хипотермија и во лето, каде што матка конкретно е со извори низ целото езеро студено. и константна температура на вода. Таков шок на температурна разлика може да ти направи напад на хипотермија. Ако имаш напад на хипотермија, не е дека имаш 15 минути да стигнеш до неја. Тие 15 минути ти се бориш да земеш воздух. Ти се бориш што рацете ти рокираат, нозете, не можеш да се движиш. Многу е тешко, значи треба некој да ти помогне за да стигнеш до неја. Многу е опасно зимно време луѓе не знам, гледаат дека се стои, не сум паднал никад од лето, ама многу малце треба за да паднеш од даска, така да би препорачал да не одат луѓе освен ако немаат соодветна опрема зимно време да веслаат или воопшто едно толку искуство, пошто секад ќе дебутне некој, секад нешто ќе се случи што посебно зимно време кога си со вишак облека, носиш чизми наместо да ти бидат боси нозете и такви работи, избегнувајте во зима возење освен ако немате соодветна опрема. Дамјан, што ги прави сериозно езерата и реките во Македонија идеални за практикување на суд? Сега некој ќе рече, па добро, мали се во должина некој од нив. Јас спомнав 20 езера, тие се над километар и пол, каде што да не биде само круг се вртиме цело време, да можеш да изведеш некаков тренинг. Има и многу помали кај што влагаш и тоа е таа за јога, ако ништо друго сесиите што ги правиме, ама во секој случај чистата вода, тоа би го рекол секако, дека се во планина на буквално нигде фрлен. Не си угужвата, не слушаш хаосот. Например, матка ја избегнуваме секогаш, не го можам тој звук на мотори, кајчиња. Верувам. Низ цел канјон се слуша, на ништо не излеа, за разлика од кој идеме. А сценариото го имаме Не, неверојатно. на пример, Сабајле кога одиме пред тренизите, кога ни се пред работа, ти пеат птици. И тоа е Midday, уживање. тоа е многу друго искуство. А кој да си у текот на денот, слушаш уште од почетокот на канјонот, од брана до брана се слушаат кајчињата, што ета било која друга земја, ако ништо друго се електрични. Тие. За не се слушаат, за не прават у водата проблем на живиот свет, така да ета нека си пополека гледаме дека работи се менја, така да може и тоа би се сменило. Во секој случај најчесто е тоа дека се планински езера, ги воодушува луѓе. Ние сме малце лимитирани 17 од овие 20 се вештачки и се за наводнување најчесто се користат, така да негде во јуни веќе се испразнуваат и не се толку атрактивни. Јасно. Пристапот не е толку лесен, ако ништо друго и више не е толку убав за да веслаш. Али во принцип мај и јуни, кои се најполни езера, дрвата паѓаат во нив И тоа преубава е гледка. сценариот неверојатно. Никој пат не сум те прашал во изминативе 10 години како постоелни падал клап и единствените можеби промотори на стоечкото веслање. Дали сте размислувале се повеќе и повеќе ја гледаме не толку раскошната слика на екзодусот од луѓе од Преспа до Иран и така натаму, не популаризација можеби на овие исто така наши делови од земјава и сами езера. Имаш идеја можеби така тука да го направиш тоа
лек Охрид да си остане можеби како Многу е тешко. За нашиот спорт и дисциплина ја што да правам. Конкретно преку цела сезона Дојран и Преспа ги избегнуваме како Езера, само заради временските услови. Јас сум клуб од Скопје и многу ми е тешко да патувам 3 сати до негде кај што временските услови може да се сменат нагло. И конкретно најатрактивното е, ако го спомнеме Преспанско езеро, е Змискиот остров. Змискиот остров од Стење до островот и назад е истата дистанца колку кросингот мој. А кросингот мој се движиш по обал, а вамо треба си на отворено и пак се сменат временските услови, што е многу проблем. Ќе загледаш во Албанија или не дай Боже да се деси нешто на луѓето што ги носиш. Јас за мене немам проблем и за Јасно, меѓутоа за рекреативци и почетници. Рекреативци или па луѓе да ти дојдат настан да одржиш тамо е многу тешко, ако ништо друго е со овој би го споредил кај што верувам дека многу лесно би можеле да привлечеме луѓе да не поддржат ако ништо друго. Немаме поддршка финансиска за настанот 5 години поред. Никој не поддржува од институции, од општини, од кој сакаш кажи, никој не поддржува на никаков начин. Значи се е од луѓето што плаќаат котизација. Не се не сомнувам дека сте аплицирали или побарале ајде не. Џабе. Верувај, секоја година у 100 најуспешни компании, значи каде не сме се обратиле, сите поддржувачи што ги гледате на нашиот настан се странски компании што не знаат како работиме низ години. Све друго е моли се, прави се за на крај само да ти затворат врата. Срамота од таа гледна точка, така да ако за Охрид не можам да соберам финансии, за други земји, за други езера е многу потешко истото да го направиш и е многу битно временските услови, како што кажав на почеток. Ако јас година дена организирам настан во Охрид и најнаш временските услови ми го сменат тоа и дошле, оваа година сум 19 да ти имаш грижа за целата екипа која што дошла. Океј, ја ќе го откажам, мене не ми е проблем, сигурно сте причини, чао. Така, ама спонзори, монзори, институции, колку си, мислам, цела година собирам дозволи за да можам да направам нешто вакво и е многу критично временските услови да ти го уништат тоа. А на Преспа и на Дојран многу лесно може тоа да се деси. Многу луѓе го прават тоа, мислам и маратони, точак, трки, било што, кај што не им се битни овие работи, чисто јас сакам да го прушам искуството на луѓето да биде перфектно. Безбедно да биде. Не влегуваме во вода ако е се над 10 км на сат, ако има бран или било што, значи активноста. Заради Дојран би било малку Дојран е страшно. Дојран конкретно пред 2 години бевме последен пат. Паркираме од една страна на езерото, весламе од другата, не може членовите да се вратат кога фати ветер, кога дигна ветер, на не најавен ветер зборам, најнаш дига ветер и тоа носи у Грција, не е дека можеш на колена не можеш да веслаш. Посебно пак кога се луѓе почетници. Најчесто се рекреативци кај нас, не збориме за добри веслачи, чисто најчесто се со такви луѓе се среќаш. На уопште тури што ни доаѓаат луѓе се почетници. Мислам не е дека е толку популаризиран. Јасно. Ако си имаш даска, ќе си веслаш сам. Јасно. Доаѓаат ни се Значи таа е причината единствена која што би рекол и јас не би се ангажирал да го направам тоа, пошто реално на може други луѓе не им е толку битно, ама го избегнувам низ години тоа само заради. меѓутоа затоа Охрид го има како Али идеално. Охрид ете да. Нема Не служи грижа. 5 години Не поред не служи. служи. Да. Имено, прво висна ќе ти заблагодариме од целата екипа на Утринска. Верувам дека доаѓаат честитките и покрај тоа што можеби ајде комерцијално не сте поддржани, за жал. Како велиш ти, можеби 10-та јубилеј на наша со падал клуб и 5-та јубилеј на лек Охрид Sub Crossing си добива пак некој свој раст и промоција. Висне посакувам следната година многу повеќе имиња европски и светски, ако ги собирате нели постојано најдобрите. Да останеш во иста расположение и ентузијазам баш така со сопругата да го популаризирате, бидејќи вистина благодарение вам, можеме да се некако, не знам, и промовираме во светот вистина со овој спорт кој што па и не е толку можеби беше актуелен пред 10 години. Меѓутоа имаме со што да се гордееме, вистина секоја чест. Фала ви дечки, морам да ви се заблагодарам ТВЦЦ, ТВ Марко секако и на Телма телевизија, низ години таква поддршка. Верувам дека сте многу голема алка во овој чейн што го правиме за популаризација на овој спорт. И на вистина мислам дека без вакви гостувања нема да биде да стигне ако ништо друго кај нас да се популаризира вака. Благодарам уште нешто, супер беше. Следен пат друга убавица во студио. Со друга убавица. Добар Следен помин пат и ние во поголемо студио Па, за ние- и поголема убавица да може да сме собереме. се подготвувале, можеби се договараме некој пат и екипата, меѓутоа нели тоа е терени треба да се договориме, ама верувам дека можеби некоја следна календарска година ќе го направиме тоа искуство и за гледачите, иако доколку појдат на Падал клуб ќе ги видат сите ваши убави приказни и поглавја кои што ги имате со Падал клуб. Убав помин во Нови Сад викендов на новото надпреварување, па потоа и во Кемер и се гледаме се надам за неколку месеци повторно. Обавест.